Само што излеговме од кабинетот на министерот за мир, министерот поточно на средбата со официјални представници. Преговорите се уште во тек, но со ова денешна средба не сме задоволни како со резултатот. Тие ни понудија работење со по принцип модел на работни групи, но ние веќе им доаѓаме со конкретни предлози како може да ги измениме. Ние не сакаме радикално да ги укинеме сите работи, но ние им нудиме конструктивен предлог како може да се измени за да сите бидеме задоволни со начинот на кој што тоа ќе се спроведе. Што се однесува на нашите црвени линии, тоа се нашите барања кои што официјално до сега ги презентираме. Тоа е за првиот за новиот концепт на матура со кој што ние не сме сложни, кој што бараме одложување и мирување за кое што се надеваме да ќе постигнеме согласност. Само до тоа за да може да го подобриме новиот концепт, а ако не може да се подобри да се остане цело време на стариот. На тема на екстерно, ние имаме принудено предлог, поточно го имаме разгледано и го имаме ревидирано целиот тој концепт на екстерно и ние имаме понудено нов како би можело подобро да се имплементира, како би можело подобро да се спроведи за да биде подобра целта и поефикасно целиот тој процес на екстерно. Што ви нудат тие? Како што кажам, тие нудат модел на работни групи, каде што ние би работеле во работни групи без да ги адресираме прашањата сега. И сега ќе има нова средба или? Ние сите што купуваме сега, ние сме работната група која што веќе ги имавме изготвено сите предлози и ги понудивме како функционирачки. Нашите предлози во однос на екстерното тестирање не беа прифатени. Од нас бара да се формираат работни групи, каде што ќе дискутираме за некои други прашања. Но немаме јасно решение, но имаме јасно согласност дали ќе бидат разгледани сите прашања, сите предлози што ние ги нудиме. Во однос на концептот за државна матура исто така нудат работна група, каде што ќе се оформува, која што ќе работи на оформување на нов концепт. Ние сметаме, односно имаме оформена веќе работна група, која што го има разгледано концептот за државна матура, го има разгледано и правилникот за екстерно тестирање и ние доаѓаме овде со конкретни предлози, а не доаѓаме со замисла да правиме некакви си работни групи кои што ќе траат со години и со години. Ние доаѓаме со конкретни предлози, конкретни решенија на проблемот. Што ќе правите понатака? Еве не се разидувате? Не е точно дека се разидуваме, за понатака што ќе правиме јас лично не би можел да ви одговорам, се зависи од тоа како ќе течат преговорите. Имате уште преговори? Треба да имаме уште преговори. Средба утре или па? Очекуваме денеска, но и утре средба доколку не постигнеме договор. Бојкот кампот продолжува. За наредната средба ние средношколскиот пленум бараме мониторинг од народниот правобранител, од Меѓаши и од МОСТ. Бидејќи сметаме дека може лесно да бидеме манипулирани и лесно можеме да подпаднеме под разни политички интереси. А зашто МОСТ го вклучувате? Бидејќи е невладина организација која што сметаме дека се бори за нашите правата на Сте контактирале со Меѓаши, со Хелсински комитет и со народниот правобранител. Добро, сте контактирале, имате одговор од нив? Имаме Ќе подршка. дојдат, значи ќе Очекуваме да дојдат доколку добиеме согласност. Вчера бевте оптимисти, денес сте разочарани. Мислите дека надлежните тактизираат со вас? Па сметаме дека дека на некој начин тактизираат и они, но тактизираме и ние и сметаме дека очекуваме да дојдеме до некој решение, но надежта не е само доволно. Од друга страна ве притискаат термините, што доколку изгубите право на било. Даваме се од себе за да дојдеме во што е можно побрз рок до решение. А што ќе биде ако не дојде до решението пред крајот? И лично не би можел да ви одговорам на тоа прашање, потребно е сите заедно да се консултираме.